Благодарам, почитам декан, ценети студенти, професори, почитам ректоре, колеги. Прво, сакам да изразам задоволство што и ова година сме на овој традиционален настан и факт е дека крајот на годината завршува со неколку традиционални настани кои што ги организираме и како министерство и заедно со факултетот. А мислам дека овој настан кој што го правиме со факултетот за безбедност, Универзитетот Свети Климент Охридски е настан кој што за мене представува укажана чест да можеме заеднички при крајот на годината да поразговараме, да ги сумираме резултатите, да видиме што сме постигнале, да видиме што е тоа што е потребно да правиме во наредниот период, заради тоа што на крајот од грижата, крајот на годината е за тие работи, да сумираме што сме сработиле, што не сме сработиле, кои се позитивните, кои се негативните работи и секако да видиме која ни е визијата за нареднава година. Не знам, за жал или за среќа можеме да констатираме дека од година во година наидуваме на се поголеми предизвици кога станува збор за случување на кои што се. И мислам дека 2020 имавме сериозна здравствена криза и таа се преточи во економска криза, ни дојде во 2022 за одбележување секако агресијата на Русија врз Украина, таа војна која што никој не ја посакува токму на европскиот континент и сите последици кои што се носат паралелно со таа војна криза и економската и енергетската криза која што меѓутоа секако дека секој предизвик представува и шанса. Ако добро се поставиме, ако добро бараме решение и одговори на тие прашања кои што стојат пред нас, тогаш навистина представува шанса. И мислам дека секој од нас треба секој проблем, секој предизвик да го гледа како нова шанса. Бидејќи што и да правите поинаку од барање на нова шанса, ништо нема да помогне во изнаоѓање на било какви решенија. Секако дека тие предизвици представува предизвици и во делот на безбедност, иако ние мора да признаеме дека некакви директни ефекти од воената криза немавме кај нас. Кога зборувам за директни ефекти, зборувам за миграција на луѓе кои што доаѓа, не сме како не знам, Полска, Австрија и другите европски држави каде што има огромен број на мигранти од Украина. За разлика од нив во Северна Македонија немавме толку луѓе кои што влегоа на територијата на државата, 20.000. Најголемиот дел од нив ги оставија семејствата и ја напуштија територијата на државата. 5 до 6.000 имаме тука, кои што практично не побара никаква хуманитарна заштита од државата, иако државата беше подготвена да одговори да им помогне на луѓето, бидејќи се наоѓаат во тие тешки моменти. Вториот сегмент мислам дека она што сега ни се случува, а е поврзано исто така со првата тема е сајбер заканите кои што ги добиваме скоро секојдневно е 3 месеци и тие се интензивирани кај нас и во регионот токму од почетокот на таа војна во Украина. Тоа само покажува колку е важно да се бара одговор на сајбер безбедноста, односно спречувањето на сајбер нападите или сајбер заканите. Во која насока ги имате капацитетите Министерството за внатрешни работи за да се справи со овие закани? Прво, морам да кажам дека не само Македонија, не
МВР. Генерално сите држави многу тоцна почнаме да разговараме, да размислуваме и да бараме решенија во делот на сајбер безбедност. Последните 4 до 5 години интензивно се дебатира на сите министерски научни конференции како да обезбедиме решенија од овие закони, бидејќи се проценува дека сајбер нападите може да бидат драстично со поголеми штети отколку конвенционалните војни кои што се водат. Тука зборувам за нападот на критичната инфраструктура, нападот на финансиските системи на една држава, на безбедносните системи. И секогаш јакнењето на капацитетите мора да оди во два правци. И материјално-техничко обезбедување на ресурси со кои што практично ќе можете да бидете доволно заштитен, и второ, човечките ресурси. И тоа е најголемиот проблем, не само за МВР, туку е проблем генерално за институциите во јавната сфера во државата. Бидејќи многу тешко се обезбедува добар кадар, експерти од областа на информатичката технологија кои што можат или кои што се посакуваат да бидат во јавната и државната администрација, заради тоа што сепак приватниот сектор може да понуди многу повеќе можности за секој еден од нив. Меѓутоа, тука е и вистинскиот предизвик како државата да најде одговор на овие прашања. Ние во тој дел, например, реагиравме заедно со Македонскиот полициски синдикат во разговори и направивме измена на колективниот договор и на листата на плати на тие организациони единици, значи за информатика и телекомуникации и во делот на сајбер форензиката им зголемивме плата за 30%. Дали е тоа доволно? Не е доволно сигурно, споредба со тоа што може да се земе во приватниот сектор, меѓутоа сепак е помотивирачки за да останат во институција. А дали може би сте размислувале за искуствата на дел од европските држави кои што за вакви прашања за безбедноста на информацијските системи користат аутсорсинг фирми кои што се професионално наменети, тоа се големи светски корпорации кои што даваат такви услуги. Може да се покаже дека дури и поевтино отколку да се вложува да имаме посебна сама структура на МВР, на Министерството за одбрана и така натаму. Да, секако дека во многу од државите има аутсорсинг компании, ресурси кои што ги користат во делот на заштита на информатичката технологија. И ако погледнеме и кај нас за многу делови од тој систем на информатичка технологија, и сега имаме договори со компании кои што тоа го работат. Мислам дека клучно е во државата да разбереме дека секоја институција мора да бара одговор и решение на заштита од сајбер нападите или сајбер закања. Некако имаме перцепција дека постои некаква институција или постои некој човек кој што може да не заштити сите нас од ваквите, би рекол, нови предизвици кои што се базираат на развојот на технологија. Меѓутоа, тоа е просто невозможно. И колку побрзо се делува во овој дел и се обезбедат ресурси за заштита, имаме на повеќе од државните институции кои што имаат компании, случајни договори кои што ги штитат. Дали се тоа телеком операторите, дали се други информатички компании. Има институции кои што имаат многу застарена информатичка технологија. И тука практично не можете да најдете одговор, бидејќи се многу ранливи таквите системи. Има институции кои што имаат можеби добра IT инфраструктура, немаат доволно заштити и така натаму. Сето тоа е зависно од институција до институција, и тоа реков мора да се работи на тоа да јакне институционалната свест дека сите ние сме важни во тој синџир како алки во зачувањето на безбедноста. Знаете дека ние имавме сепак, можам да кажам, многу обиди, не зборам сега како министерство, како држава, многу обиди за сајбер напади на институциите. И тоа за среќа, тие системи беа отпорни и не дозволивме да имаме
поголеми проблеми во смисла на злоупотреба на податоци. Да погледнеме Албанија само, например, сега во момент. Таа има можеби најголеми сајбер напади со таква разорна моќ на системот од Иран, која што практично влезе во секоја пора на нивното општество, од безбедносниот систем, од енергетскиот систем, образование. Сите сегменти, ако зборуваме за Агенцијата за национална безбедност, за разузнавачки служби и така натаму, таму е влезено со податоци, тоа само покажува колку е сериозен овој проблем. Okay. И пред да одиме на трешните теми, не можам да не прашам за тоа што е најактуелно. Вчера председателот Вучич ја подигна за едно ниво погори или на највисокото ниво борбената готовност на војската на Србија. Што очекувате? Дали тие конфликти можат да имаат некакво директно влијание врз Македонија? Секако дека може да има влијание врз Македонија, заради тоа што и близината, и структурата на луѓе на население и така натаму се потенцијална опасност. Меѓутоа, сепак сметам дека диалогот ќе победи во овој дел, бидејќи факт е дека граѓаните на било која од државите на овој дел од нашиот регион преку глава има веќе од конфликти, од војни. И често знаеме да се споредуваме со земјите на Европската унија, со скандинавските земји во кои што има сериозен развој, а никој не го поставува прашањето зошто ти има по 300 по 400 години мир во кој што ќе може да се развиваат економски, а ние имаме на секој 20 до 30 години 40 војни конфликти кои што не враќаат назад. Мислам дека тоа е клучната работа и сепак свесноста на граѓаните, однесувањето и така натаму е најважна во целиот овој дел, така да јас не очекувам дека ќе се разгори конфликт кој што би имал навистина несогледливи последици. Последниве неколку месеци веќе постојано се во некаква конфронтација и едните и другите, и косовската влада си веќе ја подигна борбената готовност на нивните безбедносни структури, истото се направи во Србија, и на армијата, и на полицијата се не излегоа со изјави двата министри со наредбата на председателот Вучич и така натаму. И тоа сепак сметам дека никој нема да си дозволи таков луксус сега да влеземе во војен конфликт регионален кој што навистина ќе има несогледливи. Ви благодарам, се надевам дека и членството во НАТО за нас е една свирувачка околност и дека ваквите прашања сега ги следиме на едно многу поинако ниво со партнерите. Но да се вратиме на домашните теми.